Добра вечер. Поделени во 5 групи, 167 повредени од трагедијата во Кочани се евалуирани ќе се рехабилитираат во Кочанската болница и во одморалиштето на МВР на Пониква, кое ќе биде адаптирано за потребите на повредените. Но дали недостигот на кадар како пулмолози, физиотерапевти, физијатри ќе го обремени овој процес, но и вкупниот здравствен систем, отек повлекувањето на лекари во една болница или клиника отвора дупка во друга. Линија за донации 30 милиони денари префрлени за лекување во странство за повредените. За сега се двете реализирани активности за помош на повредените од државата. Зошто системот побрзо не реагира на потребите на повредените? Зошто граѓанските иницијативи за помош подиректно и побрзо можеа да го направат тоа што требаше да го направат институциите? Во меѓувреме, македонското здравство продолжува да го тресат скандали на злоупотреби, каде врвот на сантата е случајот онкологија. Но што се случува со индивидуалните злоупотреби? Кој ги штити правата на пациентите? Потребно ли е менување на системот? Зошто 30 години наназад се дозволи централизација и создавање на граѓани од прв и од втор ред, кога се во прашање здравствените услуги? Добра вечер, му вела мојот вечерашен гостин, директорот на Фондот за здравствено осигурување, господинот Сашо Клековски. Добра вечер, уште еднаш. Добро вечер, добро најдов. Веднаш ќе почнеме со прашања, ја го слушнавте во уводот, така и ќе е концепирана емисијата, ќе започнеме со Кочани и со тоа што се случуваше, што се случува во поглед на помошта за повредените, па потоа ќе се префрлиме на малку пошироко на македонското здравство и тоа што е опсегот на Фондот за здравствено осигурување. Но првото прашање ми е колку средства надвор од овие 30 милиони денари кои беа дадени веднаш како помош за лекување во странство на повредените и за нивните семејства има над тоа дадено од државата како помош за повредените? Па би почнал тогаш од самиот почеток, бидејќи некако фокусот е само на еден мал дел од тоа што се случува кога повредените. Значи, ние на првиот ден на несреќата, во саботата спрема неделата, имавме ангажирано итни медицински помоши од Струмица до Тетово, од Пробиштип до Велес. Значи, збориме за тимови медицински итни помоши, вклучувајќи и болнички од Клиничкиот центар во Скопје и од двете приватни болници Аџибадем Систина и Жан Митев. Значи, збориме за една масовна операција и тоа е нешто што државата го направила за добро, и тоа е обврска на здравствениот систем. Апсолутно. Понатаму сите тие, по моја проценка, околу 200 поведени, не 167, 167 се евалуирани, јас така и кажав, евалуирани. Моја проценка се дека се околу 200 поведени, сите до еден се примени, направена е триажа, се збринети и оние 116 кои се испратени во странство се безбедно транспортирани во странство, а 71 пациенти се третирани во Македонија. Се уште имаме 5 пациенти што се третираат во Македонија. И тоа е нешто што државата исто го прави за повредените. Не зборувам за директна помош. Каква е оваа помош? Ако, бидејќи јас сум представник на здравството, ако вие имате згрижено толку десетици стотици поведени, за тоа не е директна помош. Добро, но тоа е сепак уврска на здравствениот систем, сигурно не би можело да ги оставиме, да не ги згрижиме. Зборуваме, значи, за финансиска помош за нивното лекување, плаќање. Сите трошоци за лекувањето, значи, од првиот ден до сега се на сметка на државата или на државите со кои имаме договор тоа да го направат. Ја би сакал да свртам внимание дека во основа најголемиот дел од активностите сепак се одвиваат во болниците, во здравствените установи, не се одвиваат надвор од болниците. Значи, следва и враќањето кој по протокол требаше да биде во Клиничкиот центар во Свети Наум и во 8 септември. Тоа се случува. Следниот чеко е рехабилитацијата, дали е физикална терапија или пулмолошки работи, тоа се случува и тоа е ангажман на државата, бидејќи физикалната терапија ја обезбедува државата. Така да 30 милиони што ги спомнувате воопшто не се во доменот на здравство, туку се во доменот на обезбедување на логистика за придружниците на пациентите кои се лекуваат во странство.
Надвор тоа, некакви пакети за обештетување, јас не би можел да коментирам, бидејќи во основа мојот примерен фокус е здравствениот одговор на тоа што се случи во трагедијата во Кочани. Јас инаку во контекст на ова за директна помош го прашав, бидејќи владата со помош на Црвениот крст отвори линија за донација од граѓаните и со тој се пофали на пресконференција. Зошто владата имаше потреба тоа што го прават граѓаните, да не кажем да се го припише, но сепак да го представи на таков начин, зашто таа не донираше, туку чекаше граѓаните да донираат преку Црвен крст за повредените во Кочани. За таква директна помош прашувам. Значи, обврска на државата, на владата со тоа на здравствениот сектор да обезбеди здравствената заштита. Јас најодговорно тврдам дека најголем дел од сегментите од денот на несреќата до денеска се покриени од здравствениот систем. Најодговорно тврдам дека и кога ќе се земат во обзир сите донации, дека 99% од потребите се покриени од државата. Многумина сметат дека помошта од Бугарија, Србија, Грција и другите странски држави не се државна помош. Морам да кажам дека на еден или на друг начин тоа сепак спаѓа во тоа што е обезбедено од страна на државата. Ако говориме за еден дел на тоа што е во третманот и каде што делумно граѓанските иницијативи се побрзи од државата, сепак не треба тоа да го фрли во сенка тоа што го прави државата. Мислам дека мора да се стават работите во одредена пропорција. Да, но прашањето ми беше малку личеше, да изгледаше невкусно кога се бара донација од граѓаните од владина пресконференција. Не бевте вие, не кажам дека вие, но сепак како еден систем се бараше помош од граѓаните преку донација за помош на повредените во Кочани и нивните семејства, зад кој повик и отворена линија застана владата. Тука малку во основа не беше тоа барање на помош, туку насочување на помошта да се искоординира преку една институција за да има било каква координација. Бидејќи морам да ви кажам дека станува збор за донација од граѓаните, не стануваше збор за донација од државата. Дури министерката за финанси рече дека на тој број пратеници и функционери донираат. Заради координација на работите, бидејќи ако немаше еден канал низ кој ќе се дистрибуираше финансиската помош, тогаш ќе се случеше да има комплетен хаос во тоа. Значи, во основа кога се случуваат, бидејќи имам и претходно искуство на хуманитарни катастрофи, неопходна е координација. Насочувањето на доброволните прилози кон Црвениот крст беше исклучиво со цел да се искоординира, да во основа се обезбеди еден некои критериуми при дистрибуцијата на тоа помош да не бидат на индивидуално ниво. Бидејќи во основа, ако се на индивидуално ниво, можно е да нема правила и критериуми како ќе се случува тоа. Значи, тоа не е дека државата се откажала од некој, туку таа иницијатива што се случи, и нормално да има такви иницијативи, да се случат на еден организиран и координиран начин. Ние и сега апелираме да во сите напори што се случуваат да има одредена координација и организација за да максимално бидат употребени соодветно сите донации. И морам да подсетам дека и покрај сите тие донации, ја одговорно тврдам дека големиот дел од тоа што се случува во здравствените потреби е покриено од страна на државата. И сами ги споменавте, јас и во најавата и ми во претходниот одговор ги споменавте граѓанските организации, зошто се тие побрзи, но факт е и дека собата за рехабилитација во Кочанската болница беше со донации со делумно од граѓански иницијативи, од Сапорт Кочани. Меѓу нив исто така сега мислам дека ги плати првите оддела кои треба да стигнат за исто така за повредените од Кочани, од Бугарија, така што
Не можеше ли тоа државата да го направи? Зошто они успеа тоа да го Вие знаете направат дека побрзо? Јас 20 години од- работам за граѓански организации и морам да ви кажам и Помобилни јас са. кога сум бил во граѓанска организација сум бил побрз од државата. Прво во сите овие реакции кога државата организира мора да се следат одредени правила и процедури што при донации не мора да се следат. Да не зборам за јавни набавки, за бюрократски процедури, некогаш и прескокнување на одредени фази, што отпосле доведе до проблеми, недостаток на лиценци, недостаток на сертификати и така натаму. Меѓутоа, повторно, кога ги значи, не ќе ми ја да намам вредноста на ничија иницијатива, посебно што мојата историја е од граѓанско општество. Меѓутоа, тоа треба да се стави во склад со севкупниот напор и најодговорно тврдам дека 99% од сето тоа што е направено и организирано од страна на државата низ различни форми и различни институции. Да, факт е дека првениот здравствен одговор стигна од државата, но еве велите дека е полесно за граѓанските организации да се организираат и да направат донации, но тие донираат токму во Кочанската болница. Клима уреди, собата за физикална терапија, значи се организира граѓанските организации полесно да ја дадат на Кочанската болница клима уреди. Малку нелогично звучи, но зарем не можеше државата тоа да го направи, системот да го направи. Почекайте, прво таму има болница. Да. Зошто не прашањето не можеше болницата да го направи? Или болницата, зашто не може болницата да го направи? Затоа што таму биле презафатени со други работи, во тој момент морам уште една работа да спомнам, во првичната анализа одлуката што беше донесена во Министерството за здравство беше да третманот на пациентите биде во 3 скопски болници. Во Свети Наум Охридски, во 8 септември во клиниката за пластична хирургија. Оваа одлука беше затоа што проценката беше дека овие 3 болници се со најсоодветен капацитет, човечки и друг капацитет да одговорат на потребите на повредените. После следуваше обука за физикалната терапија, за рехабилитацијата на пациентите, при која се заклучи дека заради комфорт на пациентите, физикалната терапија треба сепак да се одвива во Кочани. И тоа беше промена значи ние немавме план во старт дека активностите ќе ги правиме во целост или делумно во Кочани, бидејќи спрема нашите сознања одговара капацитетите што ги имаме таму кај што имаме тимови на пластични хирурзи, анестезиолози и физикална терапија. Тоа се 8 септември, Свети Наум Охридски и клиниката за пластична хирургија. Како заврши обуката на 45 лица за физикална терапија, од кои 10 лица се откочени, беше заклучено дека сепак оваа физикална терапија мора да се одвива во Кочани. И соодветно на тоа се промени оригиналниот план. Значи тој план се менуваше од започна физикалната терапија таму и се воочува недостатоците како што се решаваа од. Денеска мислам почна реконструкцијата на оделот кој е 350 метри квадратни за да се стекне. Ова зборуваме за Кочанската општа болница. И во оваа фаза веќе има одлука сите други фази да се организираат во општата болница во Кочани, бидејќи праксата покажа дека доаѓањето во Скопје создава дополнителен притисок и врз повредените и врз семејствата на повредените. Значи веќе од следната недела ќе биде комплетирано одделењето за пулмологија во општата болница Кочани. Значи ќе ги добијат двата неопходни апарати спирометрија и гасна анализа. И пулмолог од 8 септември ќе патува во Кочани, тоа што е неопходно за следење на пукниот статус на повредените ќе биде правено во Кочани. Исто така од следната недела набарање и на иницијатива на повредените, PRP методата, третманот со плазма збогатена со тромбоциди ќе биде организирана во Кочани, при што ќе доаѓаат доктори од клиниката, од болницата Свети Наум Охридски.
и со тоа двата елементи, значи прво се префрли физикалната терапија во Кочани, сега и пулмолошкото следење и PRP терапијата ќе биде префрлена во Кочани со покривање доктори од Скопје. И тие беа модификации во текот на оно што се случува таму и кои беа барањето на повредените. Значи, барањата се сосушуваат и се реагира на нив. И одговорно тврдам дека тоа што е основна и главна здравствена заштита е обезбедена. И сами рековте дека се слушаат пациентите и се одговара на тоа, затоа е таа линија отворена директно со кабинетот на председателот на владата. Мислам дека вчера на пресконференцијата беше соопштено дека 109 јавувања имало, поточно лица се јавиле да ги кажат своите потреби и мислење, но исто така се има чувство дека и малку се реагира и реактивно на се ова што се случува, односно после некакви барања, па тогаш настапува. Така беше случајот, например, со настап на телевизиска емисија, кога имаше утре дента се испратија лекарски екипи во Кочани за вонредни прегледи, па потоа беше настап на граѓанска иницијатива на телевизија, па сега имаме телефонски број најава за пониква. Некако се реактивно се имаме чувство дека се делува за Кочани, па дури и реконструкцијата. Несреќата во Кочани се случи на 16 март, во понеделник е 16 јуни. Тоа се 3 месеци, зарем не можеше малку порано, кога се знаеше дека вториот чекор за сите повредени ќе биде токму рехабилитацијата, особено физикалната. 45 лица во моментов посетуваат физикална терапија, рехабилитација во општата болница во Кочани. Дали мораше во ист период кога се одвива тоа, не можеше ли порано? Се знаеше дека вториот чекор ќе биде, тоа од старт се кажуваше дека тие луѓе со месеци, можеби некои со години ќе одат на рехабилитација во Кочанската болница. Зошто токму сега се направи и реконструкцијата? Можам да кажам дека се стекнува впечаток дека во Кочани има некоја гаража кај што ги третираме ние пациентите. Не, далеко тоа, туку не можеше порано реконструкцијата само да ви кажам дека во Кочани има 50 лекари, 100 медицински сестри и буџет од 4 милиони евра. Основен буџет. Значи не станува збор и морам да ви кажам дека во основа многу мал дел од болницата во Кочани е ангажирана околу повредените. Пошто се стекнува впечаток дека е создаден огромен притисок во болницата и дека таму недостасува се. Мислам дека Не недостасува она што им е потребно на повредените. Ви самите кажавте дека ќе се носат два апарати. Повредените беа испратени во над 20 земји, преку 30 болници. За рехабилитација. Може да ме дослушате? Да, секако. Сите се вратија со различни третмани и се вратија со различни препораки за што понатаму. Бидејќи медицината не е Библија или Куран, па да има еден напишан текст како да се постави поправна работа, морам да ви кажам дека различни, основата во Македонија пациентите се третираат со PRP, во Бугарија не се третираат со PRP. Има друга метода на работа. Значи морам да ви кажам дека сите пациенти од сите можни болници се вратија со различни препораки што треба да биде направено, со различни креми, со различни масти што се достапни во тие земји, што се користат во тие земји. Збориме од Шпанија до Турција, од Шведска до Грција. И дека тие сите дојдоа со големи разлики во што се очекува од нив, дека требаше време сето тоа да се преработи. Затоа беше формирана комисијата за евалуација на состојбата, бидејќи се соочивме дека во отпусните писма сите овие пациенти се дојдени со различни препораки, во еден момент ние мораме да го стандардизираме тој пристап. Дека не можеме да ги третираме сите различно, бидејќи тука сепак има одреден пристап. Евалуацијата е направена на 167 и е јасна состојбата и како ќе бидат третирани спрема заеднички став на 7 специјалисти од различни подрачја, од пластика до токсикологија. И во основа тоа се решава да работите и соди понатаму. Болницата во Кочани одговара
мерките за заштитните ракавици се зема во болницата во Кочани, не се зема на некое друго место. Да, побрзо реагираше супрот Кочани и благодарам. Во следната тура тоа ќе биде платено од болницата. Силиконските заштити за главата и за вратот ќе бидат измерени од државата. Значи, ние си ја преземаме улогата чекор по чекор. Да, можеше побрзо да се реагира. Предпоставам дека неискуството си го направи СВОП, бидејќи прв пат се соочуваме со таква трагедија, таков размер, и јас затоа многу се залагав на почетокот да повредените ги испратиме во странство заради скромното искуство во справување со овие работи. Како доаѓа одредени сознанија или одредени совети, се адаптиравме. И јас одговорно тврдам дека во моментот сите пациенти повредени што се во Македонија добиваат максимум што може да се добие. И јас би сакала малку да се домјаснам, јас не сакав да приставам дека болницата во Кочани нема капацитет, таа има капацитет да ги опслужи граѓаните, но зборуваме за посебни потреби кои се однесуваат на вакви повредени. Сами рековте дека ќе се носат апарати за пулмологија, дека ќе се носат нели од Скопје пулмолози кои ќе помагаат таму, значи капацитетот, зборувам за овие повредени, сепак беше помал. Ама не се следиме. Одлуката на Министерството за здравство беше дека болните ќе бидат третирани во 3 болници во Скопје. Да, знам. И поради близината, за да не патуваат, треба да се префали. Ја поради тоа реков... Дојде една експертиза странска, британска, и беше советот... Јас поради тоа реков, зашто тоа не беше порано направено, туку се прави во од додека рехабилитацијата тече. Па сега, например, ќе се префрла во друга соба. Денеска имаше изјава, не знам, сигурно сте ја слушнале од директорката на општата болница во Кочани, како тоа ќе се оди етапно реконструкцијата, кој одел, па како ќе се отвара, мислам, ќе се внимава на се, но само ми беше прашањето, зошто не можеше тоа да биде направено порано? Јас повторно одговорно тврдам дека постапуваме со најдобра волја, најбрзо што можеме, и дека најголем дел од здравствените потреби за здравствената заштита е обезбедена. Признаваме грешки. Признавањето на грешки вклучува и промена на раководството во болницата во Кочани, и се коригираме и постапуваме со најдобра волја да повредените во Кочани добијат најдобра можна здравствена заштита. Ќе ве прашам сега за одморилиштето на МВР на Пониква, кое ќе прерасне во Центар за рехабилитација. Од каде дојде оваа идеја? Дали лекарите, кои лекари од кои клиники потврдија дека тоа е најдобриот избор, и дали освен физикална рехабилитација таму ќе има и поинаков вид на рехабилитација, пулмолошка например? Значи, идејата е дојдена од новата директорка на општата болница Кочани, Катерина Мирчовска, која е во комуникација со повредените. Целта на употребата на одморилиштето на Пониква е да се обезбеди еден период каде што и повредените и семејствата би биле стретени од доаѓањето во болницата, да престуваат малку во поинаков амбиент, да се обезбеди една групна динамика. Оно што е првично замислено дека ќе има физиотерапевти таму. Значи физиотерапевтите ќе бидат тие од Кочани и од клиничката болница во Штип. А за редовните потребни повредени кои нема да бидат на Пониква, во Кочани ќе дојдат физиотерапевти од болницата во Козле. Така да ќе има физикална терапија за тие што ќе останат во Кочани, пошто нема сите истовремено да престојуваат во Пониква. Бар во тој период ќе има одредено сретување на повредените и на семејствата од дневни ангажмани околу тоа. На сите ни е познато дека психосоцијалната работа е исклучено на доброволна основа и лекарски третман е на доброволна основа. Има еден повреден што одбива да се јави за евалуација на лекарската комисија, и тоа е тоа. Се надеваме дека
излегувањето од секојдневниот контекст ќе помогне и во другата рехабилитација на пациенти. Замислата е убава да се извадат луѓето од средината каде што се, малку да се промени тоа. Предпоставам дека пониква има 27 соби со 56 легла, нема да бидат сигурно сите не. пополнети, бидејќи ќе мора и да се адаптира соба за рехабилитација и сено дали тоа ќе биде доволно. И поточно второто прашање ме тука поврзано дали тоа ќе биде дополнителен товар, бидејќи со тоа се дела токму медицинскиот кадар ќе мора да обслужува и во Кочани, ќе мора да обслужува. Не, само што го објаснив тоа. Значи постоечкиот медицински кадар за физикална терапија. За физикална терапија, од Кочани и од Штип ќе го покрива Пониква, а Кочани ќе биде покриено со физикални терапевти од Козле. Од болницата во Козле. Значи ќе мора од Козле да дојдат во Кочани. Значи ќе се остави тогаш дупка во Козле. Сакам да кажам дека некако имаме само претурање на. А како мислите дека ќе паднат физикални терапевти негде од Не, сакам да кажам дека со Пониква, значи се повлекуваат физикалните терапевти значи, од ваму. Цело време во Кочани од Козле ќе дојдат ваму, во Козле тогаш ќе осте намали кадарот, ќе има помалку кадар. Како? Збориме за двојца физикални терапевти кои ќе бидат преместени од таму. Не, затоа ве прашувам. Значи во моментот во Кочани работат 6 луѓе, физијатри и физикални терапевти. Мислам дека едниот е поземен од Штип. Од тие 6, 4 работат со повредените, двојца работат со редовните пациенти во Кочани. Значи во ниеден момент не се запоставени редовните пациенти. Да подсетам дека во близина е Штипската болница, која осем клиничката болница во Штип, осем своето одделение има и бањско одделение во Кежовица, каде што исто така има на располагање физикални терапевти. И уште еднаш да нагласам, вработувањата што се бараат во моментот со новата директорка конечно го формулира. Денеска требаше да го испрати барањето. Да, значи ние во ниеден момент немавме барање за нови работни места. Само 2 работни места се за физикална терапија. Сите други се за медицински сестри и најголемиот проблем е хигиената. Ова зборуваме за доставеното барање? Да, значи тоа е барање за општите потреби на болницата. Да, знам. Што најмногу се бара? Еве се кажувате дека се тоа хигиеничари и медицински сестри. Да. А од стручниот кадар? Две лица за физикална терапија. Други? Не, видите, вие нема да најдете помало како мислите. Не, прашувам какви се значи на списокот што е доставен постоечки, јас го немам виден списокот, меѓутоа сите постоечки потреби се решават со договори меѓу болниците кои им може да ослободат дел од персоналот и во овој случај Кочанската болница. Такви договори има меѓу сите болници во Македонија. Бидејќи немој да мислите дека сите болници имат се што им е потребно. Не, немаат, и тоа е еден од проблемите на македонското здравство, што сите болници ги немаат сите потреби и се е сконцентрирано во Скопје, но за подоцна во интервјуто ќе разговараме за тоа. Наведувањето на моите прашања е дали здравствениот систем може да издржи претурање. Нас не недостигаат кадри и Дали знаете колку вработени има во здравствениот систем само во јавното здравство? Многу. 20.000. Знам дека се многу. Сега сакате да ми кажете дека двојца или четворица што недостасуваат у Кочани ќе го изреметат здравствениот систем и дека ќе страдат редовните. Не, само прашувам на пример дали со префрлањето од Козле ќе се намали капацитетот на Козле. За тоа прашувам, бидејќи ако оземете од тука нормално дека тука Козле инвестираме во роботика. Значи покрај роботот за долни екстремитети се набавува робот за горни за раце и се набавува педијатрски робот за деца. Идејата за набавките на роботи и комплетирање всушност на набавката за роботи во Козле е да се дел од проблемите се решат со автоматизација на процесите за да се ослободи дел од работната рака што е неопходна за поинаков начин работа. Инаку колку кажавте дека нема да биде пополнено, колку ќе биде првата група која ќе биде испратена како бројка во Пониква и кога? Мислам дека идниот четврток треба да почне, дали ќе се во основа бидејќи сето тоа е на доброволна основа, таму вклучувајќи повредените имат барања кои со кого
во соба и слични бања се координира процесот и морам да кажам дека јас сум лично многу среќен што доктор Катерина Мирчовска е именувана за директор на болницата во Кочани. Тоа е една од докторките, не е единствена, една од здравствените работници во Кочани, која од самиот почеток на несреќата пред 3 месеци со цело срце енергија е вклучена во работите и одлично ги следи работите. Значи, во состојба на можностите на објектот и на желбите на поведените, ќе се организираат групите. Во овој момент не би можел да ви кажам, очекуваме првата група во среда да биде. Објектот ги исполнува условите за ваков тип на повредени да бидат таму. Претпоставам дека ќе треба луѓето носат заштита од сонце, стерилни услови. Дали се тоа ќе биде исполнето како услов за да можат овој капацитет да ги обслужи? Да. Апарати нема да се носат, ќе се прави само физикална. Значи, тоа нема апаратура која ќе треба да се носи таму. Туку само медицински кадар и помагала за кои ќе ги користат. Тука ќе го направиме првата пауза, ќе направиме за првиот блок реклами, потоа продолжуваме со интервјуто. Назад сме во студиото и продолжуваме со интервјуто со господинот Сашо Клековски, директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Господине Клековски, освен овие проблеми, дел од повредените имаат и малку поинакви системски проблеми. Например, според мои сознанија, 20 од повредените не можат да остварат боледување, право на надомест по основ на боледување, бидејќи биле помалку од 6 месеци вработени кога им се случила несреќата или например, ако има дел од нив што не лежеле повеќе од 48 часа во болница, не биле хоспитализирани повеќе од 48 часа, немаат право на паричен надомест. Од една страна тоа е почитување на законите, но од друга страна системот поради непочитување на законите го доведува во ризик нивниот живот со дозволување да функционира дискотека без безбедносни било какви услови. Од друга страна, ригорозното почитување на законите пак сега им ускратува некакви други права како повредени во една таква трагедија. Значи, во моментот на несреќата 6 лица немале здравствено осигурување и никој не е вратен од болница. Сите се примени, бидејќи законот и човечноста налага да секој човек во животно загрозувачка состојба му биде пружена помош. Имаме неосигурени пациенти што се испратени во странство на лекување. Така да не можем да кажам дека некому е скратено. Сите индивидуални случаи еден по еден ги решаваме во рамките на законот. Меѓутоа не можете да очекувате од мене да кршам закон. Не, законот е тој, разбираме, но дали можеби системот повтор пат ги изневерува? Не би можел да се поради системот. Затоа има други механизми на финансиска компензација. Значи не може сите случаи да се решат на еден исти начин. Затоа мора да се барат различни начини. Јас како директор на фондот не можам да дозволам кршење на законот. И јас тоа го кажав на таму кај што треба да го кажам. Тој законот сме сите еднакви. Оние што немале здравствено осигурување, има дадена здравствена заштита, значи велите има 2 случаи кај што нема решено боледување. Не, боледување, но не може да паричен надомест и нема уплата во нивното пензиско и здравствено осигурување, бидејќи Тогаш што треба владата да го и ќе го инициираме во понеделник да го реши низ финансиска подршка. И јас закон нема да кршам. Они ќе се вратат на работа, но едноставно ќе имаат дупка. И не примаат никакви примања, например, кој во нормален работен однос, например, кога сте на боледување, ги покрива или фирмата или држава. Да, јас знам дека и затоа реков, закон е таков, но дали можеби со толку стрикно почитување на законот или не? Видите, вака морам да ви кажам, нема стрикно и нестриктно почитување на закон. Има непочитување и почитување на закон. Со почитување на законот и не правење на некаков обид да им се помогне на друг начин, може би ги изневерува системот. Треба да биде со финансиска помош одобрена од владата. Значи, кршење на законот јас не можам да дозволам. Со други финансиски мерки треба да се решава такви прашања. Измени на закон би биле премногу за Измени закон треба да важат за сите.
Значи пред законот сме сите еднакви. Ние не можеме да имаме закон за една група луѓе. Законот важи за сите. Во моментот за сите граѓани на Македонија, за сите осигуреници, вели дека е неопходно 6 месеци работен стаж. За да направим измена, таа измена мора да важи за сите граѓани на Македонија. Изјавивте дека со 10 евра придонеси не може да очекуваме да имаме шведско здравство. Колку треба да издвојуваме за да имаме, ако не шведско, барем приближно до шведското? Изјавата беше дадена во контекст одеден за управување, справување со очекувањата на различни групи на пациенти. Често се случа бараме ваков третман, бидејќи во светот тоа сега се употребува. Јас реков, ние во најголем дел работите во светот се наоѓаме од 60 до 100 место на англистите. Не можеме да очекуваме да имаме третмани, најчесто стана збор за посебно скапите лекови, кои ќе бидат на светско ниво, на првите 10. Да, ние треба да се стремиме кон повеќе, сите заедно сакаме повеќе, меѓутоа треба да видиме, да се соочиме со реалности дека тие подобрувања мора да бидат чекор по чекор, за да не си поставуваме нереални очекувања и да се фрустрираме. Македонија, последното истражување на СЗО, е на предпоследно место по издвојување за здравство во Европа. Позади нас е само Албанија. $560 по глава на човек, на граѓанин се издвојува годишно во Македонија, вклучувајќи од јавно финансирање и од приватно финансирање. Со 560, кој е пониско од балканскиот просек, мислам дека е 750 или евро над $3000, да не знам, Скандинавија, Шведска е над $7000 по човек што се издвојува годишно за здравство. Ние не можеме со $500 да очекуваме здравство како негде кај што се издвојуваат 700. И ова не беше дадено да јас застапувам зголемување на придонеси и слични работи, туку едноставно да се справиме со очекувањата и перцепциите. За мене прва цел е да го поминиме западно европскиот просек. Значи да не бидеме предпоследни, да се обидиме бар 3-4 до 26-та, бар 3-4 места нагоре да отидеме. И тоа не низ зголемување на здравствените придонеси, кои не се десетина евра, јас се извини за тоа, точно ги пресметав, се 45 евра по човек, патем толку приближно еден пушач троши на цигари, ако пуши 15 цигари на ден. Ако не со зголемување, како? Треба да појаснам дека во моментот 1/3 од фондот на здравствено осигурање не се финансираат придонеси. Значи 2/3 од 53 милиарди кои ги имаме во моментот се финансираат од придонеси на плати. 1/3 се од Министерство за здравство за програми за невработени, од Пензijскиот фонд за пензионери, од Министерството за труд за породилни отсуства, значи се финансираат генерално од буџетот преку програми кои се финансираат од ДДВ, акцизи, од оно што е буџет. Заради демографските промени, каде што ќе има се повозрасни луѓе, се помалку работно способни луѓе, иднината на финансирањето и на здравствениот буџет и на пензijскиот буџет нема да биде низ придонеси, туку ќе биде низ општите даноци, низ општиот буџет. Така да таа изјава значи е дадов во смисла на управување на перцепциите, а не адвокатирање за зголемување на придонесите. Значи да не се плашат граѓаните дека ќе им се подскрати се од платата за надоме за здравствено осигурување. Јас лично и го кажувам тоа, се залагам за зголемување на финансирањето низ акцизи на продукти со здравствени ризици, тоа се алкохол, цигари, шеќер, гориво, значи сите оние работи што допринесуваат луѓето почесто да се разболуваат и да се трошат повеќе здравствени пари за нивно лекување. Надвор од зголемувањето на здравствените придонеси, морам да кажам дека буџетот за 25-та година
во однос на почетниот буџет во 24 година е зголемен за 7 милиарди денари. Тоа е нешто над 110-115 милиони Купно околу 800 53 милиарди, да, 53 ќе биде 800 милиони. Значи ние околу 15%, околу 115 милиони евра имаме зголемување за една година, генерално низ другите извори, бидејќи повторно, ако сакаме подобро здравство, ќе треба повеќе да се инвестира во здравство и првичните приоритети за фондот се лековите, бидејќи во тие анализи набавката на лекови и посебно скапите и нормалните во аптека се посебно финансиско оптеретување за граѓаните. Спрема анализите 65% од потрошувачката на лековите граѓаните плаќаат од джеп. Затоа ние имаме чекор по чекор да решаваме проблеми и да, нема да биде низголемување на здравствените придонеси. Јавно е познато дека политиката на ВМРО ДПМН е да имаме ниски здравствени придонеси, да не се оптеретуваат нето платите, за да се охрабрат отварање на нови работни места. Зголемување на бројот на работни места е еден од начините исто така. Добро, тоа е веќе друга политика и друга одлука на владата. Инаку 800 милиони евра во македонски услови звучи многу и од една страна имаме сиромашно здравство и сиромашни издатоци, но од друга страна фатени се многу злоупотреби и дури и вие кога ја презеовте функцијата, кога стапивте на функција, утврдивте злоупотребни како ненаменско трошење на пари во здравството, на патни трошоци, лажни дежурства, лажни плати, фиктивни набување лекови, реагенси. Значи сепак има пари во здравството. Се прекинува ли тој ланец? Само за да не се доводиме заблуда, и со 800 милиони ние пак ќе бидеме на последните 3 места во Европа по колку издвојуваме. И тоа е заради општите состојби во земјата. Од буџетот околу 13,3% се издвојуваат за здравствени потреби. И тоа е горе-доле во ред како издвојање. Проблем е што нашиот БДП, нашиот буџет е скромен. Така да на крај ефектите се мали. И кога верувам дека нема доволно пари, патем ги зголемивме и платите заедно со лековите, кога верувам дека нема доволно пари, то не исклучува дека имаме други проблеми. Јас во воведните говори зборев за криминалот и корупцијата, дадов интервју во која реков дека онкологија е порака до целото здравство, не само до онкологија, и секојдневно работиме на спречување на криминалот и корупцијата во здравството. Но еве овие случаи кои ги наведовте, значи кога ја презедовте првата ревизија кога беше направена во Фондот за здравствено осигурување, кога се утврдени овие, дали некој ова има завршница, дали истрага, предистрага, обвинителство, до суд стигна, вратени ли се дел од средствата од лажните плати назад во буџетот? Не, има кривични пријави од МВР, меѓутоа нема ниедна фаза понатаму, има една поставка што покрената од претходната директорка од 23-та, таа е стигната до јавно обвинителство, меѓутоа другите по моите сознание се уште не се немаме комуникација со јавно обвинителство. Значи јас сите злоупотреби сме ги пријавиле во МВР, сме стигнале до кривични пријави, ама понатаму не верувам дека има постапувано. И затоа не мора ние да поднесуваме кривични пријави. Нашите финансиски извештаи кои ги доставуваме до Министерство за здравство, Министерство за финанси, Државниот завод за ревизија, како и извештаите на Државниот завод за ревизија има доволно наводи да јавното обвинителство само покренува постапки. Но ако нема постапки, тогаш се оддава ветер во крила на тие што прават вакви злоупотреби дека можат да продолжат. Иако еве онкологија е сантата на мразот, имавме случај на исто така во Велес околу лажни боледувања и само да се подсветам, туѓа нега инвалидски пензии, не беше боледување, се извинувам, во пензискиот фонд, но сепак имаме сантан лет каде што системот, но побрзано беше со лекари, каде што издава лажни упати, лажни наоди за пациенти. Вчера, например, Висшиот управен суд утврдил дека две веледрогери склучиле забранет договор за јавна набавка на инсулин, инсулински ленти, имало поточно картелско здружување.
Каде е крајот на злоупотребите? Тоа ми е прашањето. Видите, во основа во здравството надвор од индивидуални случаи на мито или на груби лекарски грешки, има анестезози, ми се чини во Гевгелија осудени на затвор за груба грешка, нема одговорност за ниедно друго дело. Во основа, например, црниот пазар на скапи лекови не е непознаница, тоа го има во целиот регион. Значи не зборам само за онколошки, има други посебно скапи лекови. Вие имате повеќе болести каде што терапијата е меѓу 100 и 200.000 евра годишно. И тоа секако привлекува криминал. Тие случаи не се лесни за докажување. Ние вложуваме максимални напори во следење на текот на лековите и да обезбедуваме постапување. Јас во сите мои јавни настапи повикувам јавното обвинителство да постапува. Значи мора да се изместиме од неказнивоста во здравството. Не ги следите текот на лековите по болниците, мислам, само ги следите по аптеките и тоа што се издава на рецепти за пациентите. Во основа ги следиме деумно на рецепти, усовните буџети, тоа се посебно скапите лекови, меѓутоа општата потрошувачка на лекови во болниците во моментот не е следлива. Значи тоа е еден дел каде што не функционира следливоста на лековите. Ке се менува тоа? Се работи на тоа заедно со Министерството за здравство и Бирото за лекови. Значи имаме многу подрачја. Морам да кажам дека од 2014, значи 10 години, ништо не е направено, многу системи се деградирани во тој период. И стварно е потребен голем напор за да се прво се бар малку поместат состојбите напред и мислам дека во властите, посебно во Фондот за здравствено осигурање, вложуваме максимални напори. Не се само овие случаи што ги споменав, имаше во меѓувреме и со брзите кредити еден случај каде што има инволвиран вработен од Фондот за здравствено осигурање. Со крадење на податоци. Ја можам да кажам дека ние го затекнавме Фондот во состојба каде што не е јасен кој се има пристап до базите на податоци. Каде што во основа тоа значи дека не се заштитени. Тие се заштитени од надвор, бидејќи се случи оној упад во 2 години се чини. 23-та, да, февруари 23. Тие се заштитени од упади од надвор, меѓутоа не се заштитени од упади од внатре. И работиме на тоа. Мислам, можам цела една емисија да зборуваме, но еве кога зборуваме токму за идентитет, еве сега имаме еден случај, додека се подготвував за оваа емисија, добив поточно сведоштво на пациентка која при промена на својот матичен гинеколог, кога отишла кај новиот матичен гинеколог за да направи ПАП тест, контролен и било кажано дека тој е веќе направен, дека она веќе направила ПАП тест, зашто она добива и сведоштво од посведочување поточно кое е снимено од својот претходен матичен лекар. Ние сега тука со дозвола на пациентката ќе ја пуштиме таа снимка со извинети гласови. Би сакала да ја слушнеме па да ве прашам за коментар. Дали имаме што да се објаснуваме повеќе од ова, од злоупотребен упад? Ама да ви ги обраможам, 10 минути работи дека. Ама тоа значи дека следниве 3 години јас треба секој ПАП тест да го плаќам заради вакво нешто? Не, добро. И за тоа ќе ви објаснам се што е таму. Ве молам да се видиме чисто како луѓе, да видите кој е што е. Ви кажав, тоа сте приморани. Приморани? Сите го прават, не можеме да цели да постигнеме и после казни. Ја и онака немам овие кои се по поликлиники, концесионери се викаат. Тие имаат илјадници картони од починати и пензионирани колеги и они се не знаат колку пари зимаат. Ние што сме вака настрана, имам сами опреми, простори. Да, ама мене тоа не ме интересира, како да ви кажам. А за ПАП, ако више еве што викате, кај мене папот го прави што не е овој редовниот таму што реда ради у државни болници, што го гледаат техничари, врвен цитолог. Ова, сакате ќе направам папка од врвен цитолог, ете без пари што се. Што ако е нешто поголемо? Не разбирате? Ама не правам ја што да не сум пишал цисти, мисти, имали. Тоа е рутинска работа. Реков само ради бројка се работи.
ваш коментар? Да. Значи, ова е еден од типот на злоупотреби, не е прв ни единствен. Ние сме отворени на представки од граѓаните по кои реагираме. Во основа, ова спаѓа во доменот на лажно упатување, која се кријат лажни упати и лажни третмани, за да се постигне потребното ниво на услуги. Фактички тоа е лажење на фондот. Матичниот гинеколог пријавува дека има задача да изврши одреден број на папови. Тој го кажува, јас сум со бројка определена за да може да добие преснам дека пари од фондот. Да, 30% од плаќањата кон матичните доктори се базирани на направено ЕКГ, зборам за матичните. Ова е матичен гинеколог, каде што е врзано со правење на гинеколошки. Но што понатака? Како ќе го спречи тоа? Значи, вие знаете дека во системот има ваква аномалија. Во основа ги охрабруваме сите граѓани каде што има лажно упатување и лажни прегледи заради лажна наплата према фондот да поднесуваат представки до фондот. Тоа е за следење на работите. Тоа што во моментот го работиме, се надевам дека наредните 6 месеци ќе го сработиме да воведиме двојна автентикација на сите упатувања, вклучувајќи и SMS порака до осигуреникот, до граѓанинот, дека користи одредена услуга. Ова не е само упатувањето, истото се однесува и на рецептите, бидејќи имаме и важни подигнување на Мене пострашно во оваа приказна ми е што во тоа досие на оваа господја има лажен пап од некој друг за кој и не знаеме ни колку, можеби во моето досие стои нешто што со друга диагностика и тоа е многу пострашно. На мое здравје би можеле секој да провери што се е направено, бидејќи во здравствените досија тие податоци ги има. Да, но тоа не е многу промовирана таа апликација. Јас ја имам и многу е корисна, но многу граѓани не ја знаат. Треба да се работи на подигање на дигиталната информираност и заштита, меѓутоа проблемите се Но сепак ќе ве вратам, како ќе се реши ова? Со двојна автентикација но како ќе се исчиста досијата? Стварно не би можел да кажам како би се исчистил. Секој ден граѓанин треба да го Сега сите треба да си ги провериме досијата за да видиме што има. Како што сите си ги следиме сметките во банка и знаеме дали има важни уплати и важни плаќања или не, како што си ги гледаме фискалните сметки во продавниците, треба да си ги гледаме и досијата, бидејќи контрола само од една страна не може да функционира. Мора граѓаните да бидат свесни дека сето ова чини во пари, време, во ресурси, во се, и дека сите треба малку повнимателно да ги следиме тие процеси. Тука ќе направиме втората пауза за реклами и одиме во самата завршница од емисијата и интервјуто. И сосема сме на крајот во интервјуто со господинот Сашо Клековски, директор на Фондот за здравствено осигурување, и ќе скратам од прашањата, ќе ги сублимирам. Дали негуваме во Македонија граѓани од прв и од втор ред кога е во прашање здравствено осигурување? Тоа го кажав и на почетокот, бидејќи истите услуги кои ги има можност во Скопје ги немат граѓаните во внатрешност, особено во помалите места. И тоа е така 30 години. За се залагате за регионализација, но дали тоа ќе го реши проблемот? Во основа главниот проблем на македонското здравство, иако има стратегија, дека работите се случуваат стихийно и адхок. Отсуства стратегија во основа за соодветна здравствена мрежа и алокација на ресурсите во сите нивоа. Оно што ние го направивме во фондот минатата година е дека го зголемивме финансирањето према руралните амбуланти. Ние предлагаме и фундаментална промена на концептот за да обезбедиме каква таква здравствена заштита и во најмалото населено место. Во однос на регионализација, регионализацијата мора да победи во умот. Ние може да направиме максимум напори да отвориме работни места во Битола, во Штип, во Тетово, меѓутоа не можеме да ги спречиме луѓето да тежнеат да дојдат да работат во Скопје, и тука треба отворено да дискутираме дека имаме празни работни места
во многу градови низ државата, ама докторите не сакат да работат таму. И не е само платата и сличните пакети и проблем. Има мерки, можеме да разговараме и да подобруваме, меѓутоа покрај географската стихиност ние имаме и стручна стихиност, така што имаме премногу кардиолози, гинеколози и пластични хирурзи, а имаме премалку патолози, хематолози, онколози и трансфузиолози. Значи во еден момент мора таа стратегија што имаме да почнеме да применуваме колку да биде критикувано дека немаме сух према одредени барања, бидејќи стихиноста ќе не доведе да сите бидат кардиолози, пластични хирурзи, гинеколози и сите работат во Скопје. Тоа ние не можеме да си го на 5 на 10 години за колку време ќе се промени, бидејќи стратегија постои. Алараматна е состојбата, знаете, се е во Скопје. Ние работиме веќе најавено завршување на болницата во Штип, Кичево, реконструкцијата во Тетово, почнавме со сериозни инвестиции во 8 септември, кој треба да го растрети клиничка центар. Спомнав на почетокот, 20.000 здравствени работници има. Само зборам за јавно здравствениот систем. Целата примарна здравствена заштита е приватен сектор, да подсетам. Не е приватен само 2-3 болници, туку сите матични доктори се. Значи, на 1.700.000 население не може да не биде доволно 25-26.000 здравствени работници. Прашање како тоа ќе го оцираме и како ќе ја зголемиме продуктивноста. И последното прашање, во руралните места имаше едно лестување за амбулантите без медицинска сестра, само за да можат да обстојат. Дали ќе ги одржувате или дали можеби ќе се затварат? Ги одржуваме, еве во Виница има 2, има други места, значи решаваме вод, правиме максимумни нема да дозволите населението во руралните места да остане без здравствена заштита? Максимални матичните лекари сами може да кажат, правиме максимални напори, секоја една ординација да остане отворена, меѓутоа ќе можеме да го менуваме концептот, како што многу брзо ќе можеме да размислуваме за брза помош со парамедик, а не со лекари, така ќе можеме и да го менуваме и нашето размислување за достапноста на здравствениот систем. Кога сме кај брзата помош, дали ова е последното прашање и се одјавуваме, дали Скопје би можел да добие уште еден центар за брза помош, бидејќи дали на голема територија ширено Скопје, големи гужви се, дали се размислува и за такво нешто? Една од стихиноста во развојот на здравствениот систем е дека скоро сите здравствени капацитети се во Скопје запад, од центар до Ѓорче Петров. Во Скопје исток, од центар до Маџари, имаме само 1-2 поликлиники и ниеден посериозен здравствено станува. Значи, можеме во склоп на ово да погледнеме како ќе се мапират сите здравствени станови. Ви благодарам на интервјуто и вам почитувам и посакувам убава вечер, останете со програмата на Телма. Благодарам за поканата.